извештај на Европската комисија со речиси идентични забелешки за работата на Собранието како и минатата година, годината претходно, па и таа пред неа. Собранието не се поместило од мртва точка во делот на спроведувањето на реформите за потребни за интегративниот процес. Европската комисија констатира дека Собранието ја практикува својата улога на ефективен начин, но е политички поларизирано, што ги одложува носењето на реформи и долгоочекуваните назначувања, дека е дел од политичкиот притисок врз судството, а му се посочува дека треба да ги забрза потребните реформи за членство во Европската унија. Употребата на скратената постапка за носење на закони се уште е дел од забелешките на Европската комисија, но во помал обем, а злоупотребата на европското знаменце веќе не дел од забелешките на законодавниот дом. Не можат ли пратениците да ја надминат политичката поларизираност и да ги стават реформите во Собранието на брза лента за доброто на граѓаните и земјата, или само власта и опозицијата си ги заменија местата и розовите очила низ кои гледаат на забелешките на Европската комисија? Па сега тоа што од едните беше критикувано во минатото како потврлање, сега се брани од свој агол на гледање, а другите пак тоа што го бранеа како неодбранливо во минатото, сега го ставаат на контото на другата страна како историски неуспех. Европската комисија пак со порак: меѓупартиската соработка е клучна за забрзување на реформите. Добра вечер, јас сум Тамара Грчаровска и вечерва во студиото имам чест да имам две дами со кои ќе дебатираме токму за ова што го кажав сега, извештајот на Европската комисија, реформите и улогата на Собранието. Со мене вечерва се тука госпоѓа Бисера Костадиновска-Стојчевска, пратеник од СДСМ. Добра вечер. Добра вечер, ви благодарам за поканата. И госпоѓа Марија Петрушевска, пратеник од ВМРО ДПМН. Добра вечер и за вас. Добра вечер, ви благодарам за поканата и можност. Инаку беа поканети и пратеници од Вреди и од ДУИ, но не се одзва на поканата. Претпоставам дека немаат што да кажат во контекст на евроинтеграциите и улогата на Собранието. Ова беше така моја лична забелешка, но да го ставиме тоа и ќе почнам со првото прашање за вечерва, поврзано со оно што се случуваше денеска во Тирана. Тоа беше самитот за реформскиот пакет за Западниот Балкан и премиерот Христијан Мицкоски денеска од Тирана рече дека реформската агенда, цитирам, е македонска приказна за вистински промени. Како се чувствувате како пратеници, како народни избраници, кои се контролнор на извршната власт според уставот и според поставеноста на системот во нашата земја, кога слушате вакви изјави, знаејќи дека само од Министерството за правда 7 закони клучни за реформите се уште не се стигнати до Собранието, од кои 5 требаше да бидат донесени до јуни. Дел од нив, барем според Министерството за правда, информациите од Министерството за правда, се во владина процедура уште доставени во јуни. Значи, доцнат некои 6 месеци да стасаат до Собранието. Кој сака, мислам, не сакам да прозивам, еве, ќе почнеме од вас, госпоѓа Петрушевска, повелете. Уште еднаш дозволете на самиот почеток да ви се заблагодарам за можноста да продебатираме, би рекла, за една од најзначајните теми, особено овој период. Доаѓа овие денови, сведочиме за неколку значајни настани, како што споминавте, форумот во Тирана во однос на посветеноста на Западен Балкан и реформската агенда. Пред само никоја недела беше објавен извештајот на Европската комисија, впрочем вчера на комисијата на АФЕЦ дебатираше нацрт извештајот за стратегијата на Европската унија во делот на проширувањето и добро е кога имаме можност да споделиме размислување во таа насока. Чинам дека овој форум токму во Тирана испраќа една многу важна порака, а тоа е дека заедно на масата со највисоката представничка еврокомесарката Кос, лидерите од Западен Балкан разговара за реформскиот процес кој што треба да помогне во придвижувањето на евроинтегративниот процес на целиот Западен Балкан. Чинам дека особено значајно што лидерите, особено премиерот, токму од овој форум, испратиле многу значајна порака дека реформите се потребни заради тоа што не само се имаме обврзано пред нашите европски партнери дека треба да ги исполниме, меѓутоа истовремено заради тоа што тие ни се потребни тука дома, за граѓаните, за бизнис секторот, за академијата, за младите и повозрастните. Реформската агенда не треба да представува само една чеклиста.
треба да значи квалитативен, не само квантитативен исчекор напред во однос на поквалитетен животен стандард, меѓутоа истовремено и унапредување на процесот на евроинтеграција. Она што е многу важно истовремено во делот пораката на премиерот господинот Мицкоски е дека установуваме навистина посветени во делот на исполнувањето на реформската агенда со тоа што се обврзуваме, особено сега, откако заврши изборниот процес, законите кои што беа предвидени заклучно со јуни 2025, но и до декември 2025, во најголем чикор, од тие 12 чикори, барем 10 чикори, да се смогнат, би рекла, многу посилно институционалните капацитети и да се насочиме кон нивно исполнување. Со тоа што наведе дека за две од тие чикори оставаме простор дека можно да бидат и од наредната година, но апелираше дека сега веќе навистина час поскоро потребно токму овие обврски да стигнат во собрание и да бидат на дневен ред. Но сепак доцнат 6 месеци дел од законите, без оглед што не е чек листа и не само да сте штиклира, сепак 7 закони не се стигнати до вас, од кои 5 требаше до јуни, инаку досега има застанати 15 обврски, од кои 12 имаат рок до јуни, ја чина државата 60 милиони евра, а до крајот на годината има уште 29 реформски чекори, проценети на околу 134,8 милиони евра. Точно. Дали ќе успее собранието и дури да забрза владата, да ги испорача, да го заврши се ова, рокот е 1 месец за носење на тие закони. Како се чувствувате кога на крај вие како пратеници ќе бидете ставени на еден краток рок, се тоа да го донесете поради тоа што извршната власт ненавремено би ги доставила законите за носење за кои самата си има поставено рок? Ти се согласам дека во однос на квалитетот на дебатата потребно и собранието да има соодветен простор за дискусија, транспарентност и инклузивност. Меѓутоа, оно што е важно истовремено да се потсетиме е дека во самата реформска агенда ние како држава имаме простор од 12 месеци за грејс период за дополнителна консултација и инклузивност во процесот. Не можам да тврдам од аспект дека ние би постигнали или не би сакала собранието да се претвори во некоја машинерија или фабрика на печатање на закони, како што напоминавте и вие во самиот вовед, што беше случај во минатото, но верувам дека собранието ќе изнајде капацитети, меѓутоа и консензус во делот на поддршката на оние закони кои што значат и се дел од реформската агенда, заради тоа што на крајот од кориштата, која ќе погледната политичката застапена во самото собрание, 4 најголеми политички партии, барем за сега си уште имаат јасна декларација дека се за поддршка на реформската агенда и евроинтегративниот процес. Госпоѓо Костадиновска Стојчевска од Правда вела дека сите закони од реформската агенда кои беа со рок до јуни се доставени во владина процедура, освен изборниот законник, се доставени во владина процедура и законите кои се со рок до декември, но во собранието не се стигнати. За каква приказна тогаш може да зборуваме за вистински промени, ако тие промени чекаат со месеци да стасаат за вас и вие да ги донесете и промените конечно да почнат? Мислам дека нема потреба да кажеме дали некој има искуство или не во креирање на закони, на политика и каква е таа процедура. Знаеме дека ако некој постојано дава изјава дека законите се во владина процедура, многу е логично некој да праша каде е надлежниот министер да праша зошто до декември месец, еве почеток на декември уште малку, тие закони не излегли никако од владина процедура. Значи и забелешките се даваат и да има посебен вид на проверки, сепак се работи за сегментот Правда, тие забелешки требало некој да ги инкорпорира и повторно да ги врати да се усогласат тие закони со законодавната служба од службите на влада и потоа да влезат во собрание. Јас се согласувам со колешката Петрушевска дека ние како претеници не би сакале да бидеме ставени на брза лента, но бидејќи нашата заедничка определба на сите во собранието на повеќето од претениците е ЕУ членството, се верувам дека ќе смогнеме сили доколку ги имавме тие закони пред нас и да ги исчитаме, да дадеме забелешки и да дадеме амандманска
интервенција доколку сметавме како политички партии, како пратеници дека тоа е потребно, за да ги донесеме, за да немаме ваков губиток на средства во однос на спроведувањето на реформите. Инаку, она што исто така интересно во однос на сите закони кои што јас имав можност да проверам и да видам што е тоа што е стигнато во собраниска процедура, можам да кажам дека да, како што е нотирано исто така во извештајот, ние сме носеле доста закони по скратена постапка во изминатиот период, најчесто заради усогласувањата со законот со зороду, заради менувањето на бројот на министерства и така натаму, што сметам дека нас како пратеници ќе ни представуваше навистина голема чест да имаме шанса да ги имаме тие закони пред нас, да ги сработиме, да ги продискутираме, ако сметаме дека треба да ги подобриме, заеднички да ги подобриме и да ги изгласаме. Многу ќе ни беше помило, верувајте, ако го работевме тоа, ако го правевме тоа наместо само да добиваме од најголем број од министерствата, не сите се разбира, само усогласувања со зороду. Неколку пати ги искористивме правата на поставување на прашања до министерот за правда и секогаш беше идентичен одговорот и мислам дека и се уште имавме опозицијски пратенички прашања пред 2 дена. Мојата колешка Тренчевска исто така постави прашање докаде се законите и постојано повеќе од 6 месеци ние добиваме одговор дека законите се во владина процедура, па се прашувам дали воопшто некој се интересира од Министерството за правда за тоа докаде се законите кои што се поставени кои што се доставени во владина процедура и зошто се уште нема никаков повратен одговор за да може да премине на следниот филтер, а тоа е на собранието. Тука се поставя прашањето до кога ќе толерирате такво нешто како пратеници и кој механизмот за да се забрза тоа нешто, можеби предлог закон кој би дошол од вашите редови? Па видете сега, до кога ќе толерираме тоа сепак се работи за едно ниво на министерства, кои што се полни со професионалци, кои што се надеваме дека си ја знаат својата работа и што значи да ги исполнат условите од реформската агенда, планот за раст и така натаму. Јас би сакала да дам еден пример. Ако знаеше Министерството за дигитализација што е она што треба да го направи, зашто тоа не би го знаеле правда, енергетика, освен што нели се донесе само законот за енергетика, економија, дел од средствата кои што беа предвидени во Министерство за финансии, тоа не го изгуби еден дел нели за неостварени реформи, како може едно министерство или две да си ја знаат својата обврска, а остатокот да не си ја знаат. Истото се однесува и на конкретно и Министерството за култура. Има исто така стагнирање во неговиот напредок, затоа што апсолутно ништо не е направено. Од тие усогласувања кои што треба да се направат. Се надеваме дека како министри, навистина и тие сигурно го имале овој извештај пред нив, и се надеваме дека како министри ќе помогнат да се разбие таа слика дека ова е влада на статус кво и дека е проактивна влада која што навистина и минатата година ветуваше дека ќе работат активно на тоа да го постигнеме тоа ниво кое што го имаат земјите околу нас во однос на пристапување во Европската унија. Доколку дозволите на кратка реплика, во однос на судството и правосудството, верувам дека не постои човек во Македонија или припадник на било која извршна, локална или законодавна власт кој што не би сакал навистина на посериозна реформа во судството и правосудството, особено заради тоа што кога тимелот на државата, како што се правосудните органи, би биле независни и посоодветно или поефикасно би извршувале својата улога, тогаш сигурно би имали на многу голема демократија и голема заштита пред се на човековите права и слободи. Меѓутоа, мораме да бидеме искрени до крај, дури извештајот кој ќе го погледната, во делот на препораките за судството, она што се имплементира или што ќе се имплементира во делот на препораките на судството и правосудството, секако понатака ќе влијае и е поврзано заедно и со реформската агенда. Впрочем, делот законската легислатива која што е предвидена во реформската агенда истовремено се поклопува или се повторува како препораки токму и во кластерот темели. Мора да признаеме дека станува збор за една посериозна реформа. Апсолутно како пратеник во никој случај немам намера да бидам потпарол на Министерството за правда, меѓутоа од оно што го слушнавме само вчера, токму од заменик министерот, е дека веќе законот за судски буџет за судски совет
ја помина владината процедура и впрочем се очекува веќе во наредниот период да пристигне во собрание. Ќе се присетиме дека дел од законите кои што исто така се предвидени со реформската агенда е изборниот законник. Изборниот законник бара еден поширок консензус од сите политички партии. Ако само се присетиме што се сведочавме во однос на измените на изборниот законник, ние повторно доаѓаме до потребата. Измени во минатото измени на изборен законник и без толку чекање и многу брзо се постигнуваше консензус за некои работи во изборниот закон. Се согласувам, тоа најверојатно е исто случајот со кривичниот законник кога беше донесен во скратена постапка, замислете со европска знаменца. Околу правосудството во делот на културата сепак колешката Бисера и доаѓа како поранешен министер од Министерството за култура и верувам дека и многу поодблиско ја прати самата проблематика, но кога ќе погледнете во делот на оценките за поглавието култура, тогаш ќе видите дека може да има напредок на оценката иста за година и пол, исто како и претходните години. Коригирајте ме ако грешам, ја имам исто тука бројката, ќе ја споредиме. Исто кога и вие впрочем министерувавте, но и пред вас, таа е на константна оцена во делот на... Но тоа не е оправдување константноста на оцената, оцените треба да одат нагоре. Се согласувам. И тоа не може да не биде оправдување дека сме исти како претходните. Интенцијата е да се оди се понапред и понапред. Тука ќе направиме првата пауза за реклами и потоа продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата. Мои гостинки, како што најавив и на почетокот, се госпоѓа Марија Петрушевска, пратеничка од ВМРО ДПМН и Бисера Костадиновска Стојчевска, пратеничка од СДСМ. Собранието ги доби забелешките од Европската комисија за својата работа во изминатите 12 месеци и по првата охрабрувачка реченица дека тоа генерално ја претикува својата улога на ефективен начин, забелешките што потоа му се даваат не се толку добри. И при тоа повеќе од прецизно е наведено дека тоа не се исполнува функцијата во делот на Европската агенда. Еве јас само издвоив клучни некои реченици од оној дел што е за собранието. Политичка поларизација во парламентот продолжува, одложувајќи ги усвојувањето на важни реформи. Парламентот треба да ги забрза потребните реформи за процесот на интеграција во Европската унија. Потребни се трајни решителни чекори за да се забрза спроведувањето на сите реформи поврзани со Европската унија надвор од они од агендата за реформи и да се продолжи напред во процесот на преговори за пристапување во Европската унија и меѓупартиската соработка од клучно значење, на кому се забележува дека не се сносат стратешки документи, Заводот за ревизија не се проследуваат препораките кои ги носи Заводот државните ревизори, се носат закони во делот на бизнис делот, поточно финансискиот дел без консултации со бизнис заедницата, не им се остава доволно простор за адаптација. Не се на чекање изборот на народен правобранител и неговите заменици, се тоа оди на контото на собранието. Господја Петрушевска, кој е вашиот коментар? Дали ова, како што велат некои од вашите колеги, само перцепција на Европската унија, на Европската комисија или реално осликување на состојбите во собранието? Па така, ова е редовна активност на Европската комисија, која што почнувајќи од 2009 го следи во континуитет реформскиот процес или напредокот на земјата, како по поглавја, така и во делот на институционалната подготвеност и сите овие извештаи секогаш ја опфаќаат и работата на собранието, како еден од највисокиот дом, представничкиот дом на народот. Оно што оваа година може да се забележи, би рекла има неколку компоненти, а тоа е дека има компонента која што бележи еден поефикасен и нов начин на работа, но има и компоненти или препораки кои што се повторуваат во неколку извештаи. Па така, например, во овој извештај точно дека се забележува дека собранието овој пат на еден поефикасен начин се обидува да изврши својата представничка улога на законодавниот дом, со тоа што и за прв пат го имплементира новиот деломник за работа постигнат преку диалогот на Жан Моне. Но тоа позитивно се оценува и се очекува на долгорочен рок како ќе се отслика. Така. И така и точно така вели извештајот, меѓутоа
импактот од имплементирањето, спроведувањето на самиот нов деловник веќе најверојатно ќе може посоодветно да го видиме во наредниот извештај. За се забележува дека за прв пат поради токму примената на новиот деловник покрај редовните партийнички прашања го имаме новиот инструмент, односно опозицијата може да искористи седница каде што поставува опозицијски прашања, како една додадена вредност во парламентарната демократија која што почнавме да имплементираме. Истовремено, чинам дека е исклучително значаен исчекор во споредба со сите претходни извештаи и треба да се потенцира дека овој пат е намалена улогата, односно не е забележана злоупотреба на европското знаменце или како што гласи во самиот извештај, законодавството, европското знаме беше користено само за согласување со законодавското. Што правиме со забелишките кои ги дава Собранието, кои се повторуваат? Да волја неистината, јас ги отворив извештаите до 2021 и тоа се мали нијанси во делот на политичка поларизација, забавено носење на реформите, треба да се забрза и меѓупартиска соработка. Најверојатно тоа е одлука и е дел од политичката култура и политичкиот систем кој што секоја политичка партија ќе треба поеднакво да работи. Јас сепак се надевам, бидејќи претходно говоревме за реформската агенда, но и за процесите кои што верувам ќе предстојат во рамките на Собранието, дека конечно после долго време, барем во делот на реформските закони, ние ќе изградиме еден консензус внатре во Собранието и ќе можеме да ги надминеме тие забелешки. И јас заедно со колешката Бисера ние бевме пратеници во претходниот мандат. Имаме позитивни примери како што беше законот за заштита на жртвите од семејно насилство. Тој закон се донесе со широк консензус. Имаше инклузивен процес, разговаравме сите политички партии, се обидовме да ги надминеме препреките. Јас би сакала да верувам дека и во таа насока ќе може да работиме. Оно што е охрабрувачки, чинам во таа насока треба да продолжиме, што за некој година и половина се случени 12 јавни расправи, како што забележуваат во извештајот, и дека е зголемена транспарентноста и инклузивноста во работењето на Комисијата за избор и именување како една од позначајните комисии во Собранието. Чинам дека заедно и со председателот на Националниот совет за европска интеграција, со председателот на Комисијата за европски прашања, ќе треба истовремено да ги дојасниме или разграничиме надлежностите кои што повторно не се дават како препорака на Собранието во делот на адресирање на прашања кои што се поврзани со европската агенда, и верувам дека тука ќе имаме поддршка впрочем од нашите европски партнери во делот на појаснување, но од друга страна сметам дека е одлична, создадовме еден одличен пример како можеме заедно и двете комисии, јас сум подпредседател на Комисијата за Националниот совет за европски интеграции, како и тоа тело заедно со Комисијата за европски прашања успеавме да создадеме еден форум во кој што покрај пратениците го имаме и невладиниот сектор, ги имаме синдикатите, бизнес заедницата, и мислам дека во таа насока можеме да продолжиме да дискутираме за работата на овие тела малку подоцна, но сега да се задржиме за генералните оценки. Госпоѓо Костадинова Стојчевска, како вие гледате на овие забелешки со оглед дека кога бливте на власт како партија, речиси идентични извештаи добивавте, како сега од позиција на опозиција гледате на нив? Да. Најпрво би сакал јас исто така да го поздравам носењето на новиот деловник за работа, кој што навистина многу ја олесни работата на пратениците во однос на поголема проводност на закони, на процедури, на постапки, и мислам дека тоа е нешто со што претходниот мандат на претходниот состав, се извинувам, на Собранието треба навистина да се горде за тоа што тоа беше еден долг процес кој што се водеше преку Жан Моне и кој што навистина придонесе за да се малку да се унапреди дебатата во Собранието. Во однос на забелешките, сега некако доаѓаме до една огледало ситуација, доколку се забележуваше во претходните извештаи за преголемо користење на европското знаменце, сега пак се укажува на законите кои што се носат во скратена постапка, кои што навистина само во првите 6 месеци од оваа година беа навистина во доста голем број.
Да, најголем број од нив беа за усогласување на останатите закони со законот со ЗОРД, но сепак имавме и закони кои што се носеа, кои што беа малку и посуштински и сепак беа на еден таков вид на брза лента, со тоа што имаме, нели, владачкото мнозинство има 67 пратеници, ако не и повеќе заедно со коалицијата, што значи дека тој момент на носење на закони во скратена постапка ја намали малку видливост и можноста за било каков коментар кој што би можел да го подобри законот, да го стави на една поширока дебата и така натаму. Да, сме имале за многу закони консензус и знаеме кога да препознаеме закони кои што треба да се носат со консензус, но мене ми е жал што јас морам да констатирам дека еве и во извештајот е забележано дека ние, иако ги носиме одреден број на закони, сепак нивната примена е намалена. И тука се раѓа она потреба од собранието како надзор над спроведување на законите, како на пример тука, ако ми дозволите, тука исто така нотирано дека слаба имплементацијата на Истанбулската конвенција и националната стратегија за родова еднаквост, што е навистина многу за една земја подписничка и која што е ратификувала Истанбулската конвенција, навистина многу жално таа нејзината имплементација да не се следи, да не се подобруваат останати закони кои што произлегуваат од неа. За жал, јас морам да констатирам дека ист таков случај со законот за употреба на македонски јазик, кој што се донесе во 2024 година и кој што еве крајот на 2025 година веќе нема никаква имплементација, затоа што најверојатно или се нема слух во Министерството или никој не е заинтересиран за тој закон да профункционира, се направи се она што е потребно. Така да поларизацијата, како што кажа и Марија, можеби е и еден вид дел од политичката култура, но со неколку... Како ќе го надминете ако не успеавте кога бевте на власт таа поларизација да ја... Па видете, надминете сега од позиција на опозиција, како ќе го направите тоа? Како што кажавме на сам почеток и двете, нашата определба, стратешка определба е на сите поголеми партии е членството во Европската унија. Доколку ние добиме материјал за работа од ресорните министерства, како што кажав, од неколку сме добиле и тоа сме го сработиле, секако кога имате многу поголема стратешка определба која што не се однесува само на нас 120 внатре, туку тоа го правиме сепак за сите граѓани на Република Македонија, се разбира дека, како што и покажавме и преку неколку примери, сме знаеле тоа да го надминиме, но тоа мора да дојде како храна, така да се изразам, од ресорните министерства, која што еве и засега и не само оценката во извештајот, туку јавната перцепција кажува дека навистина од многу малку ресорни министерства ние сме добиле, што и всушност е нотирано во самиот извештај. Дова што го зборувате, ми се наметнува едно прашање за контролниот механизам кој го има собранието врз извршната власт и велите дека нема имплементација на одредени закони, тогаш кога собранието навистина ќе го преземе тоа во своји раце и контролниот механизам на отчет да ги повика тие министри или министерства, каде што, например, тие закони кои вие сте ги изгласале, едноставно немаат имплементација. Господин Петрушевски, повели. Читам дека апсолутно инструментот за надзор на расправа е пред се иницијатива која што треба да искористиме многу повеќе како претеници. Ивано на споменувањето на Истанбулската конференција за истовремена конвенција, се извинувам, споменувањето на претходно јасно законот за заштита од семејно насилство, ние можеме да го искористиме доколку има било каква индикација дека одредени закони не се имплементираат доволно да потикнеме заедничка иницијатива или законот за македонски јазик, во однос на законот за македонски јазик. Повторно ќе кажам дека добро е да се присетиме и верувам колишката Бисера ќе го потврди истото. Законот за македонски јазик тоа го донесовме во претходниот мандат. Истојот беше прилично долго, скоро една година заглавен во собраниска процедура, заради тоа што во тој момент председател на Комисијата за култура беше токму од коалициониот партнер на Социјалдемократскиот сојуз и впрочем со иницијатива на претениците, бидејќи долго време не се закажуваше комисијата, со иницијатива на претениците од ВМРО ДПМН, на која што и се приклучија претениците од СДСМ, се одржа комисијата и се донесе законот за македонски јазик. Чинам дека и како опозиција, но и сега како парламентарно мнозинство, во делот на, бидејќи македонскиот јазик е сепак во заштитата на националните обележја, тој е нашиот дел од нашиот идентитет и така натака, покажавме како политичка партија, како парламентарно мнозинство и влада,
но и влада, дека апсолутно тоа е за нас врвен приоритет и дека во однос на било какво национално прашање ние не оставаме простор за преговори. Но ако не се спроведе? Да, јас краток коментар. Ми е драго што го слушам и од колешката Марија, затоа што во овој момент се одвива амандманската расправа за буџетот за 2026 година и со жал јас морам да констатирам дека буџетот на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик е намален за цели 91% од она што беше предвидено и за мејатата година, кој што повторно и на ребаланс беше намален својот буџет и во овој момент тој инспекторат, иако имавме еднаш промена на закон кој што се донесе само пред една година и неколку месеци, за да може да се дозволи тој инспекторат да функционира. Повторно тоа го донесовме заедно сите едногласно, бидејќи сакавме навистина да профункционира. И сега моментално тој инспекторат е оставен само со назначена директорка, сега е во склоп на самото министерство како одделение, одсек или не знам како тоа го замислил министерот и нема вработувања, се што прават се што можат да направат, односно директорката заедно со веќе вработените во Министерство за култура и туризам сега, е да ги спремат превенција за работа, меѓутоа немаме никаков основ за работа, односно немаат основ за работа, бидејќи немаат ни вработени инспектори. Јас навистина сакав да слушнам зошто е тоа намалување на тој инспекторат и се надевам дека повторно можеби преку Комисијата за култура и туризам во собранието ќе го покренеме тоа прашање зошто овој инспекторат еве скоро 2 години ќе направи како не функционира. Така да таа надзорна улога повторно се јавува, значи се јавува тоа како еден вид на решение, затоа што заедно го донесовме законот, заедно ги донесовме измените, меѓутоа сепак некаде тој самото спроведување на она што ние го сакавме да го постигнеме со тој закон воопшто не е функционално. Ја можам тогаш да констатирам дека не се користи многу тој механизам. Јас се извинувам доколку може една мала реплика токму во оваа насока. Јас следев дебатата за буџетот токму и на забелешките на колешката Бисера во делот на Министерството за култура. Треба да констатираме дека буџетот за Министерството за култура е зголемен, не е намален. И она што се случи, бидејќи често пати еве во емисијата го споминавме, законот за реорганизација на органите на државната управа, е дека инспекторатот за македонски јазик заедно со буџетската линија сега е веќе под Министерството за култура. Значи апсолутно не станува збор за никаква негрижа или за она што го наведе колешката. Но ставката е 91% намалена, да, таму е буџетската линија. Заради тоа што самата институција, заедно со сите останати инспекторати кои што постоја, сега веќе се под министерствата. Но јас ве охрабрувам, ја поздравувам таа иницијатива, доколку навистина сакате да имате или сте заинтересирани за надзорна расправа, верувајте дека дури ќе имате поддршка од наша страна. Чинам дека повеќе од било кога и на македонската јавност и на граѓаните можат да направат разлика во однос на грижата или кој политички субјект повеќе или помалку се грижи или покажа грижа за македонскиот јазик, но еве во духот на пристојноста на дебатата нема да положам во таа насока, но сакам да биде појасно дека буџетот за Министерството за култура е зголемен. Се вратиме на реформската агенда, на тоа што исполни Македонија, што не многу често сега откако е дадена објавен поточно извештајот на Европската комисија, како владеачка партија ги експлоатирате многу бројките на вкупната подготвеност за земјата од 3,11 како оценка од вкупно 5 што може, наспроти изјавата која даде еврокомесарката Марта Кос, која ги објавуваше извештаите дека Македонија не направила видлив напредок во изминатите 12 месеци. Зошто се оди со вкупната бројка која е од минатата година за 0,2. Мислам, тоа е толку мало поместување во вкупниот напредок, кога всушност ние во реалниот напредок во изминатите 12 месеци немаме направено никаков исчек. Одлично е прашањето и со задоволство би сакала да малку се манипулира со таа бројка, имам чувство со јавноста, бидејќи да, ние сме подобри од другите држави, но нивните скокови се или отварање на сите кластери или на поглавја, ние сме останати со констатација дека немаме напредок и само да кажам, морам во првиот дел кога зборувавме за денеска во што се случуваше во Тирана, 2 зими имаат исполнато 50% од она што го запишале како реформска агенда, но
едноставно Македонија не е во тие. Ова чисто како моја констатација, дополнување, но да се вратиме на оценката и на тоа што не сме направиле изминатите 12 месеци. Сега ќе ми дозволите да потсетам дека сепак Македонија беше првата реформска земја која што ја подготви реформската агенда, но и беше пофалена токму од комесарката. Како исполнувањето потешко ни од. Јас нема да ги коментирам во однос и нема да шпекулирам во однос на оценките, ова го зборував и на Националниот совет за европски интеграции. Дури јас лично имав забелешка во однос на одредени пресконференции, каде што првото нешто, да речем, лидерот на опозицијата излезе и рече, ова е најлошиот, цитирам, ова е најлошиот извештај кој што го добила Македонија. За мене тоа нема да искористам никој посериозен вокабулар, но е манипулација. Јас ги користам и двата методолошки пристапи во говорењето на тоа што добив некако порака од Европската комисија во однос на извештајот. Во делот на нумеричкото оценување имаме два параметри. Тоа е како што вие споменувавте. Се мери параметар, односно имаме методолошки пристап во делот на подготвеноста по поглавја, имаме напредок по поглавја и тоа се два различни параметри. Зашто? Заради тоа што било која влада можела да го земе како позитивен пример напредокот кој што го имаме во делот на подготвеноста по поглавја, заради тоа што тоа бележи еден константен раст и завршува со оценката 3.11. Во делот на напредокот по поглавја ние имаме навистина многу поразлични оцени, но одговорно тврдам, при мене исто оцените, верувам и вие ги имате, и бисерам, дека впрочем ова не е најлошиот извештај, но нашата би рекла цел и приоритет не е за да се споредуваме со претходните лоши извештаи, туку напротив многу полоши 2015-та, например 2014, да не ги споредуваме. Никој ја барем не реков дека е најлош, туку зашто се оди со оцената 3.11-та, не се помалку се зборува за тоа што беше констатација на Марта Кос. Јас ќе говорам за она што и веќе говориме за напредокот по поглавја. Значи, напредокот по поглавја не е 3.11, туку 1.55. Претходните два извештаи се со помала оцена од ова, а тоа е 1.42 и 1.52. Не е некое врвно достигнување, но е охрабрувачки момент за година и половина или 16 месеци да постигнете толку мал, нека биде напредок, но сепак е охрабрувачки и е тренд кој што за нас дефинитивно ќе биде мотивација и одговорност во следниот извештај да го подобриме. Морам да потенцирам дека сепак едно од највисоките оцени кои што ги имаме добиено во делот на извештаите, тоа е впрочем годината која добиваме визната либерализација и двете наредни години. Претходните две во споредба со овој извештај се полоши. И затоа велам, не вие просто така ме разбравте дека Не, јас само констатирав дека имало многу полоши извештаи, но сакав да споредам конкретно за овој, значи не ги споредувам извештаите, туку зборувам зашто се користи нумеричката оценка наспроти тоа што се зборува по поглавјата. Немаме напредок во судството, немаме напредок во борбата против корупцијата. Некаде има многу мал напредок во некои, најдобро ни се оценети делот во царината, науката и додадете, мислам дека има уште дигитализација и надворешни односи. Да, надворешните односи се константно добри, со неколку години на нас. Знаете зошто ги споминувам и надворешните односи? Заради тоа што во изминатата година и половина имаше одредени политички субјекти кои што се обидуваа да создадат една прикла колективна паника дека можеби Македонија и земјата го напишта пристапот на целосно согласено со надворешната политика, меѓутоа има еден нов момент таму, а тоа се спомена каде што го споменуваат договорот за стабилност и безбедност кој што го потпишавме со Европската унија, но истовремено се споменува и пристапувањето кон СЕПА. Нумеричките оцени ја отсликуваат она што велите состојбата во кластерите, односно поглавјата. Да, тоа и се согласувам. Го кажавме, но зашто го цело време се користи тоа, јас не би сакала да
преминеме во дебата, ние би сакала да остава малку простор на господја Костадиновска Стојчевска. Вас ке ве прашам како вие го оценувате ова 3,11 или по сите по поглавја каде што нема напредок, ако се земе предвид дека на пример во судството во изминатите 3 извештаи мислам дека немаме напредок, пред 2 години беше минимален, минатата година немаше борбата против корупцијата ни минатиот ни предминатиот. Значи како сега како што и преска предмалку ве прашав, како од оваа перспектива сега гледате нови оценки кога и вие како влада ги добивавте истите и малку поинаку ги толкувавте тогаш? Исто така, гледајќи ги бројките од она што го имаме како податок од институциите што ги добивме овие податоци, оценката за 2025 година е 3,11, претходната година била 3,09 и тоа ако ги отвориме сите поглавја по ниво, по секое поглавје посебно, ќе видиме дека оние поместувања кај 1, 2, 3 евентуално поглавја, или како што кажав јас по народски, има министри кои што навистина си ја знаат својата работа и тоа го постигнале со тоа што треба да го направат како задача. Тука доаѓаме до тој момент на разлика во оценката, што сепак е за поздрав, нели? Без разлика дали се една област или две, дали е тоа пристапувањето кон СЕПА, дали е тоа надворешната политика и безбедносната политика, дигитализацијата, сепак тука имаме едно поместување и тоа е нешто што е навистина за поздрав. Ова што е тука, што го гледаме и ние како претеници, што го гледа владата, експертите и така натаму, е всушност една објективна слика за нашата држава, кои се состојбите. И ова представува домашна задача за нас, што треба ние да ја сработиме, а не е домашна задача за во Брисел. Ова е наша домашна задача, што ние треба да направиме реформа, ние треба да донесеме закон, да се согласиме со... Ние таа домашна задача со години ја добиваме, ама никако да ја завршиме. Па сега, видете, ние постојано слушаме и се радуваме на позитивните примери кои што се случуваат околу нас и постојано се лутиме на она што го слушаме кога слушаме бројки за одлив на мозоци, бројки за колку луѓе се иселуваат. Пред секој избори слушаме како во секој град е намален тој број на гласачи, што значи дека луѓето се иселуваат од X причини и се надевам дека конечно ќе ни стане јасно дека со исполнувањето на нашата домашна задача, каде што сме сите во ист кош, и влада, и собрание, и институции, и секаде, ќе ги земеме сите овие препораки и како што кажав, ќе се сработиме нашата домашна задача. Тоа не го правиме за никој друг надвор, да не потапшаат по рамо. Нашиот резултат ќе си дојде кога ние ова ќе го сработиме, кога ние ќе ги спроведеме овие реформи, кога ние ќе покажеме повисоко ниво на спремност, тогаш ќе стигне, така условно кажано, и она што треба да ни стигне после толку долги години чекање или во чекалната, меѓутоа пред се сатисфакцијата ќе биде тука дома за нас, за подобрување на секојдневниот живот на граѓаните. Затоа што секоја од овие поглавја, и тука ќе завршам, секоја од овие поглавја, гледано на едно техничко ниво, гледано на еден вокабулар, кој што не за секој можеби е познат, представува всушност да го подобриме животот на граѓаните, тоа реков, сите сме тука во ист кош и ова важи за сите нас. Кога зборуваме за домашната задача, тука се постава прашањето по сите овие забелешки овие години за собранието, дали претениците конечно ќе се завршат својата работа и ќе ги забрзаат реформите, но тука ќе го направиме ќе направиме втората пауза за реклами и потоа се префрламе на судството. Во завршница сме од вечерашната емисија и доаѓаме до едно клучно прашање. Со мене во студиото се, да повторам за тие што се вклучија подоцна, господја Марија Петрушевска, пратеничка од ВМРО-ДПМН, и господја Бисера Костадиновска Стојчевска, пратеничка од СДСМ. Една од новата забелешка за собранието оваа година е дека дел од политичкиот притисок врз судството, врз независноста на судството, и тука ќе ве прашам вас, господјо Петрушевска, дали како парламентарно мнозинство ќе продолжите со интерпелации на судски тела,
прозивки или на пример сега со што се бара владата промена на јавниот обвинител Коцевски, доколку стигне до пратениците ќе биде изгласана или ќе се уважи на мислење на Советот на јавни обвинители дека тој добро се извршува работата и дека нема потреба од негова смена. Ова се во контекст на она што го констатира Европската комисија дека потребно е независно судство со негова независна финансиски исто така независно, каде што за прв пат се посочува собранието дека врши притисок врз судството. Ти се согласам дека во кластерот темели токму ова поглавја правосудството, судството, борбата со корупцијата и владењето на правото е темелот на процесот на европска интеграција и со него започнува и завршува процесот на пристапување, односно преговори. Не можам да се согласам дека ова е прв пат каде што во извештајот се забележува политичко влијание врз судството. Зборам за од страна на собранието. Но верувајте тука и како пратеник, но пред се како човек кој што секојдневно се среќава со граѓаните, се поставува една дилема која што чинам дека и доблесно да се размислим. Дали доколку ние добиваме предлог во собранието како пратеници, во кој што тој предлог имаме јасни докази, прочем произлезени од медиумите дека одреден член кој што се предлага да биде член на судски совет, произлегува од правна комисија на политички субјект, а на истата таа слика е сликан со лидерот на политичката партија, ние како пратеници треба да го премолчиме или треба да го кажеме. Понатака, дали доколку веќе одреден предлог за номинација во делот правосудните органи, бил претходно пратеник на делот на некој политички субјект, понатака бил и подпредседател на политичка партија, доаѓа како предлог за член во уставен судија, ние исто така треба да го премолчиме или имаме одговорност пред граѓаните како пратеници да го издебатираме и да видиме на крај или како ќе преовладува дебатата. Ние многу пати укажуваме во однос на номинациите кои што пристигнува пред се во претходниот мандат и во однос на квалификациите. Она што ние го наведувавме... Забелешката од Европската комисија главно за интерпелацијата која се водеше за членовите на судскиот совет. И секогаш кога ги наведував на нашите забелешки, се подпиравме и на истражување на јавно мислење. Што е новиност овој пат и во извештајот на Европската комисија, се потврдува ниското ниво на доверба. Како што во извештајот имате компонента која што треба во делот на реформите владата заедно со собранието да ги сработи и да ги спорача, исто така имате компонента која што правосудството, односно судиите и јавните обвинители треба да ја сработат, а дел од тие забелешки е и изборот и номинацијата на суди и јавни обвинители. Во извештајот стои. Потоа дека тие навистина мора да ја зголема својата ефикасност до толку повеќе и да ги дресираат случаите кои што имаат отворени сомнежи за висока корупција. И верувајте дека и ние како пратеници имаме политичка одговорност пред граѓаните, особено ако претходно на изборите сте излегле и сте кажале, а и за тоа сте добиле на референдумска поддршка дека на вистина ќе побарате на реформа во судството и јавното обвинителство, затоа што на крај како што ние, така и судиите имаме отчетност пред граѓаните. Но за сега се уште тие закони, еве тука ми се излистани во полза на времето, нема да ги читам, се уште чекаат во владина процедура да ви бидат доставени за да може да ги гласате, а тоа се освен заплатите за судиите кои се споменуваат многу често законите, тука и се закони за заштитено пријавување и заштита на укажувачи, закон за парична постапка, закон за вештачење, закон за спречување корупција на суди на интереси, да не ги редам понатака. Госпоѓо Костаниновска-Стојчевска, владењето на СДСМ ќе биде запаметено по измените на законот за кривичниот законник, кој уште од првиот момент добија лоши забелешки од Европската комисија, но до денеска ете и тоа тие измени чекаат да бидат променети. Дали можевте и вие како пратеничка група да поднесете измени на тој закон кој самите го сменивте за да се исправите грешката, или ќе чекате да биде и тој закон доставен од страна на владата во собранието па да се гласа? Измените кои што се донесоа на кривичниот закон оценет така како што беше оценет во претходниот мандат, доведе до тоа Социјалдемократскиот сојуз да ги изгуби изборите и парламентарните, пред се парламентарните избори, што значи дека ние еве според тоа што тогаш беше едно јавно мнение, така да кажам, дека тие измени
всушност не беа добри, не беа добро оценети, и тие се тие што не донесоа до тоа да опадне нашата доверба кај граѓаните. Бидејќи како таква партија која што ги направи тие измени, како што и тогаш беше укажувано и од тогашната и опозиција и од дел од јавноста, дека тие измени придонесоа за повеќе да не ни веруваат граѓаните за подобрување на судството и така натаму, дојде на власт веќе друга партија која што дојде со многу поголем број на претеници и која што на неколку измени од други претеници за измени на кривичниот закон во поделени области, не целосно, реагираше негативно и по тоа свативме дека тие сепак работат на, или се надеваме дека се работи на нов кривичен закон, но како што кажавте и сами, еве досега кривичниот закон не за измена на целиот кривичен законник, тука еве Уставниот суд до рокот истече во септември, до кога побара да биде променети, тие 6 месеци се истечени, но еве не гледаме промена, дали е можно до декември, до крајот на годината да биде сменет кривичниот законник, барем во овој дел на измените кои беа донесени во 2023-та? Она што бевме информирани од Министерството за правда дека кривичниот законник веќе во завршна фаза и впрочем дадена консултација. Од тука јас очекувам дека веќе до декември истиот ќе пристигне во собранието. Доколку не, согласно извештајот, Уставниот суд ќе треба да преземе одговорност. Вие ќе го гласате кога ќе стигне? Да, се разбира. Барем во тој дел каде што и самите како партија признавте дека грешивте. Многу сме на крај, имаме значи уште околу 2 минути. Ќе се прифрлам на она што е дел од собранието и од собраниските тела. Кажавме дека има 3 собраниски тела кои работат на европските прашања, тоа се Националниот совет за интеграција, Комисијата за европски прашања и од април месец има меѓупартиска интерпарламентарна група која работи на следење на спроведување на Берлинскиот процес и на реформската агенда. Но многу ретко гледаме овие тела да повикуваат на отчет. Дали министри, дали дури владата го имаат тој механизам. Дали вие знаете, например, докаде сме со процесот на уставните измени, има забелешка од Европската комисија дека уставните измени не се дебатираат во собранието, дали можеби на затворена седница може да го повикате министерот, премиерот, било кого за да се види докаде акцијскиот план за малцинските прашања. Многу ретко гледаме тематски дури и затворени седници за да се видат претениците. Зошто не го користите тој механизам како претеници за отчет на владата, барем во тој дел на европските интеграции? Во делот на заедничката платформа и адресирање на реформската агенда досега имавме неколку седници и се повикуваат министрите, со исклучок на последната седница на која што за волја на вистината не присуствуваше министерот за правда Филков, господинот Муртезани и господинот Андоновски присуствува и дадоа извештај за реформската агенда и се разбира во делот на дигитализацијата сега можеме да видиме прогрес и подобра оцена се разбира. Во делот на уставните измени за нас нема никаква промена во однос на тој став и не гледаме зошто би требало да го отвориме ова прашање кога ние имаме јасна определба во делот само за уставните измени, туку комплетно докаде сме во тој процес, бидејќи самиот премиер најави дека после нова година, после изборите ќе има придвижување на работите, докаде се тие теми, акцијскиот план за малцински прашања за кои се смета дека може да биде нова кочница во кога ќе почнеме со тоа. Чисто дали сте упатени во тоа, навистина сме на крајот времето, чисто зошто во таа насока не можат да се одвиваат некои работи на собраниските тела, па дури на самото собрание, чисто да биде повеќе во тек. Ова е за вас прашање, завршното прашање за вас, госпоѓо Костадиновска Стојчевска, е претседателот на лидерот на СДСМ, претседател на Националниот совет за евроинтеграција. Да бидам искрена, многу ретко и оваа година, но и претходните години оваа тело свикуваше, освен кога е извештајот на прашање или кога има некој странски дипломат во посета, свикуваше седници. Дали можеби како опозиција, можеби повеќе да го користите овој механизам за како контролен механизам или докаде се работите во евроинтеграциите? Кој сака први, дејќи сте... Фала ви. Уште на самиот почеток, кога... Многу малку се користи, морам да кажам. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз и пратеник, господинот Венко Филипче, беше назначен за председател на овој совет, тој побара затворена седница на која што би присуствувал премиерот и членови од владата, на кој што би се објаснило кој е нивниот план за тоа како понатаму во евроинтегративниот процес, што мислам дека беше експресно одбиено. Што значи веднаш имавме
имавме сите доставено едно барање за таков вид на средба, за да можеме да знаеме што е оно што треба да го работиме повеќе за разлика од претходните мандати. Тоа и беше кажано на самото конституирање на тој национален совет, бидејќи јас исто како член на Комисијата за европски прашања присуствувам и на тие состаноци. Беше кажано дека се оно што ќе произлезе како потреба да се работи, ние ќе го сработиме, меѓутоа во однос на евроинтегративниот процес останавме недоволно информирани или еве таа наша понуда се одби за тој механизам на националниот совет за интеграција кој сметам дека не се користи доволно. Па видете, да механизмот имаше постои, периоди во минатото каде тој совет навистина многу често заседаваше, многу теми и прашања отвараше од таа тема. Последното прашање или Јас само да подсетам дека сепак средбата помеѓу премиерот и председателот на опозицијата имаше и се реализира. Во однос на уставните измени ќе повторам дека барам еве и денеска, но и вчера стигна една многу поразлична порака од она што беше во изминатите години, а тоа е дека билатералните прашања не треба повеќе да се разгледуваат во делот на проширувањето, односно проширувањето и преговорите треба да се темелат само на критериумите од Копенхаген. Ви благодарам на гостувањето вечерашната топ тема. Го исцрпевме и времето. Прашањата ги оставаме за некое друго време, остана уште многу неодговорени прашања, но толку ни овозможи времето. Вам ви благодарам на вниманието и останете со програмата на Телм.